Исто така како што ви е познато, процесот на пристапување, меѓутоа и процесот на интеграција во Европската унија, тие се дефинирани во договорите на Европската унија. И всушност не постои такво нешто кое што би предвидувало во тие договори дека втората година ќе може да предвиди за секоја успешна земја која што ги исполни условите за членството во Европската унија да го нема пример правото на глас или пак да го нема правото на вето. А ако такво нешто се смени, се разбира дека тогаш тоа би предвидувало промена на постоечките договори на Европската унија, која што од друга страна, за да се променат тие договори, тоа би изискувало едногласност од страна на сите земји членки на Европската унија. Во моментот постои политичка дебата во Европската унија и во регионот тука во врска со тоа за напорите на Европската унија, како всушност во таков случај би ги третирало ако има 4, 5, 6 успешни земји кандидати и што би значило нивното примање во Европската унија. Исто така знаете дека истовремено Европската унија се обидува да даде итни одговори на постоечките светски предизвици, така да постои дебата во рамките на Европската унија во сите области, меѓутоа за овој момент или за сега од договорите на Европската унија се тие какви што се и остануваат, меѓутоа тоа што е голем и врвен приоритет за вашата земја е да ги продолжи со имплементација на реформите кои што всушност е јасен пат на имплементација на реформите за Република Северна Македонија. Вие рековте дали постои можност да се ревидираат договорите на Европската унија, постоечките. Реков повторно за такво нешто да може да се направи, ќе мора да се има едногласна одлука од страна на сите земји членки на Европската унија.